ЕВН Македонија заврши со имплементација на дневната ефтина тарифа за сите достапни броила што се воведе од 1 октомври годинава. Согласно планот, прилагодувањето на броилата се спроведуваше во период од 4 отчитувачки недели, почнувајќи од 25 септември до 24 октомври. На екранот на секое прилагодено броило се покажува Т2 индикатор во периодот од 14 до 16 часот секој работен ден и сабота, информираат од компанијата. Истакнуваат дека и покрај тоа што тимови на компанијата ги посетиле сите мерни места, потребата од физички контакт на тимовите со броилата го оневозможило спроведувањето на дневната ефтина тарифа за недостапните броила. Ова потенцираат, значи дека броилата до кои немавме пристап се уште не се прилагодени, а тие се најчесто викендици или моментално иселени корисници, велат од ЕВН. ЕВН Македонија во наредните недели најавува дека ќе продолжи со приспособување на останатите броила кои биле недостапни, како дополнителен план за спроведување на дневната ефтина тарифа, како што објави претходно регулаторната комисија за енергетика по седницата на која ги донесе измените на тарифникот по анализата на состојбата на пазарот на електрична енергија и консултациите со операторите на преносниот и дистрибутивниот систем. Заклучено е дека може да се воведе дневна ефтина тарифа за потрошувачите од групата домаќинства во периодот од 14 до 16 часот од понеделник до сабота. Повторното воведување на дневната ефтина тарифа доаѓа по одлуката на владата на Република Македонија. Мерката според владините представници нема да значи субвенционирање на енергетските компании, туку ќе се врати со проектираните заштеди на енергетските компании како Елем и Мепсо кон граѓаните. Уверуваат дека оваа мерка нема да значи и поскапување на струјата, најмалку уште една година. Со оваа одлука треба да има намалување на износите на сметките за електрична енергија што ги плаќаат најголем број од домаќинствата, затоа што добиваат 12 нови часови струја во ефтина тарифа. Предвидувањата се дека реално е да се очекува раст на конзумот на електрична енергија во овие 2 часа, односно од 14 до 16 часот, во споредба со периодот досега. Според информациите, оваа мерка го чини буџетот 8 милиони евра.